вчерашната седмица Државната изборна комисија го усвои јавниот повик со кој ги повикуваме сите овие граѓани. Уште еднаш ќе напомнам, овие 39.502 граѓани чии што записи останаа спорни во извршените крстени и во извршените теренски проверки, со кој јавен повик ние ги повикуваме овие граѓани да се проверат овие списоци и во истиот ги објаснуваме сите постапки кои оние треба да ги направат при пријавувањето. Овој јавен повик денеска е испратен до МТВ1, МТВ2 и МТВ Сателитска, односно како телевизии, јавни канали кои се должни ова да го објавуваат. Меѓутоа, ние како Државна изборна комисија имаме замолница до сите медиуми, пошто се работи од активност од јавен интерес и вие како медиуми да ова истојот да го објавувате. Затоа, по завршување на оваа пресконференција, истиот овој јавен повик, содржината на истиот ќе ви биде по мејл испратен. И уште еднаш ќе ви замолувам истиот да го објавувате. Покрај јавниот повик, Државната изборна комисија ќе направи уште неколку чекори за информирање на граѓаните. Еден од најважните чекори е директното информирање на граѓаните. Така да Државната изборна комисија на вчерашната седмица усвои заклучок со кој Државната изборна комисија на сите овие граѓани по пошта писмено ќе пушти покана да се пријават, односно да се проверат и да се пријават во текот на периодот кој што следи. Периодот кој ова активност трае од денеска до 19 август, заклучно со измените на изборниот закон. Пријавувањето на овие граѓани може да се врши на неколку начини. И тоа лично во Државната изборна комисија или во потрачните одделенија или канцеларии на Државната изборна комисија. Секој ден, почнувајќи од денеска до 19 август 2016 година во период од 8:30 до 19 часот. Исто така, може да се пријават лично во дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија со седишта во единиците на локалните самоуправи и тоа во Ѓопче Петров, Сарај, Студеничани, Аеродром, Шутово Ризари, Кутел, Арачиново, Чучер Сандево, Петровец, Липково, Долнени, Боговиње, Врвеница, Желино, Јегуновце, Теарце, Маврово Ростуше и Рапчиште. Граѓаните задолжително треба да поднесат документ за лична идентификација. Важечки документ за лична идентификација. На овие граѓани е електронското пријавување преку посебна веб апликација на Државната изборна комисија. Политичките партии сака да го наблюдуваат овој процес, тоа ќе може да го направат. Тука зборам за 4 политички партии. Пријавувањето за да биде успешно е доволно граѓанот да поседува еден од наведените документи. Повторно, важечка лична карта или важечки пасош. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, добар ден. Целта на денешната пресконференција е да ве запознаеме вас како медиуми за активностите кои има Државната изборна комисија во овој период кој следи. Имено, како што сте веќе запознаени, Државната изборна комисија согласно новите измени на изборниот законник е должна во рок од 3 дена да го објави на својата веб страница списокот на граѓани чии што записи по извршените крстени и теренски проверки, и чии што записи во избирачкиот список по извршување на овие проверки останаа како спорни во избирачкиот список. Таа активност Државната изборна комисија веќе ја заврши и веќе тој список кој извесува 39.502 лица е објавен на веб страната на Државната изборна комисија. Покрај објавувањето на овој список
овие граѓани во веб страната на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија овој список ќе го објави и во своите канцеларии, во потрашните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, како и во сите местни канцеларии на Министерството за правда, односно на Управата за водење на матични книги.